Освен председателската трка во Македонија се подготвуваат полека и парламентарните избори. Кампањата ќе почне наскоро. Јорго Огненовски од Демократи е мој денешен гостин. Добре дојдовте во студиото на А1. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Огненовски, вие подготвувавте фронт за Македонија. Што се случи со фронтот? На крајот идовте сами. Ние подготвувавме фронт скоро цела година. Ги повикавме сите партии, освен ДПМН, СДС и нивните коалициони партнери, кои што сметаме дека тие веќе не се партии, прерасна во злосторнички здруженија. Разговаравме со повеќе луѓе, морам да ги спомнам сега тука. Бевме во контакт подолго време со Максим од Куманово, градоначалникот, и бевме во контакт со Петар Богоевски, бевме во контакт со Љупчо од Интегра, бевме во контакт со преку разменување, преку луѓе, преку телефони и така натаму, со Пасиев од Левица. Не дека имаме исти идеологија со овие луѓе или имаме иста минато биографија, напротив, мислевме дека требаше сите да се здружиме во овој фронт за да го ослабниме, точно кажано, злосторничкото здружение на СДС ДПМН ДУИ. Бидејќи тоа е општо народно зло кое 33 години владее со ова држава и не уништува, но за жал овие сите се повлекоа во последен момент. Некој од нив, како Петар, големиот македонски лажен, Петар Богоевски, јас ги викам лажни македонски патриоти, отиде во коалиција со ДПМН, Максим самиот си отиде на избори, Левица сами. Веројатно сакаат да бидат под јаремот на овие големи политички партии, да ги оценуваат со некој пратеник ако земат на изборите за директорски места, министерски и така натаму. И затоа тоа го направија. Исто Максим, исто Димче од Левица се лажни македонски патриоти, ова го кажувам во очи, и кога сакат може да седнат со мене да разговараат на која телевизија, портал, дебата. Тоа истото ќе го кажам, со факти се разбира. Да не зборувам за Петар од македонски концепт, да не зборувам за Љупчо од Интегра. Добро, достигнато до некој левел на договор, преддоговор, на нешто, затоа што велите дека сте разговарале подолго време? Да, ние стигнаме дека ќе соработуваме, дека сакаме да направиме една коалиција, единствено со Левица не успеавме со Димче. Тоа беше разменување на телефони, но никако да се слушниме. Тоа беше еден начин на као ево ви телефон, јавете се, ќе разговараме, но нема разговор, бидејќи намерите на овие луѓе што ги спомнав не се чисти и не се добри за Македонија. Значи, од сите овие луѓе кои што изигруваат македонски патриоти се стварно лажни македонски патриоти. Зошто не сака да направиме мојкен блок за да направиме, значи, појака опозиција, а опозиција не може да биде ДПМН, сега се појавува. Тие 33 години се секојаш во опозиција. Позиција што значи, ако не се во власта, имаат градоначалници, советници. Значи, моментално имаат колку сакате градоначалници и што направен? Ништо. Градовите ни се распаѓаат, зборувам за ДПМН. Исто така, Левица имаше двајца протеници натре, лупаат, кршат и мислат дека со тоа ќе го залажат народот и дека сме ние големи македонски патриоти. Димче не знае кајтера, ја лажи младината, ја вика црвена младина, ја манипулира, ги води во погрешен правец. Не може да се оствари неговиот сон да се уништи капитализмот, капитализмот ќе се уништи, се уништува, пропаја, социјализмот доаѓа на сцена, глупости невидени. Друга работа што го манипулира покрај младите, кој што тој сон нема да се оствари, бидејќи ние сме Европа, како демократи ние сме проевропски, про-НАТО, се разбира, нека знаат сите, затоа што тоа е иднината на Македонија. Не е иднината на Македонија во исток, каде што има диктатори. Знаеме добро каде што во земја не му дозволуваш да има протести, тоа е диктаторшип. Или земја каде што има една политичка партија и ништо друго. Добро, ако сте про-НАТО и про-ЕУ, како што велите, имавте во изборната кампања, односно во програмата во 2020 година, ревидирање на Преспанскиот договор преку референдум. И ако граѓаните побараат да се поништи Преспанскиот договор, ако тој се поништи, ние практично ќе излеземе од НАТО, немаме преговори со Европска унија, немаме ништо. Видите вака,
некој од нив како Димче промовира дека сега во моментот, во секунда кој ќе седне на фотелја, ќе потпишел некое писмо и така, баш така одма, во моментот ќе се поништи. Да, не си ги откриваат тие начини кои што ги споменуваат речиси сите. Во истиот ден, само да седне тој на фотелја, ќе заврши таа работа, тоа е невидена лага и манипулација со народ. Тоа е еден процес. Ние како демократи велиме, за се треба народот да се праша. Тоа значи, ние сакаме да го промениме, значи законот за референдум, да нема повеќе консултативен, туку треба референдумот да биде само обрзувачки. Кога ќе се појавиме, трошиме пари, трошиме енергија, се појавуваат стотици илјади луѓе, тоа треба да се слуша гласот на народ. Референдум сакаме да воведеме кој демократи секој, зборуваат за името, некој сака да го промени, некој не сака, не знам, некој е воздржан. Ние за сите прашања, името и сите капитални проекти што се зборувам, треба на референдум да се носат, а не во собрание. Бидејќи, зошто викам не во собрание? Затоа што од 120 пратеници повеќето се доаѓаат од криминални политички структури, да не речам сите, и нив не му се верува. Ние како народ, јас се поставам не председател на демократи, јас се поставам како граѓанин кој што живеел 33-4 години во Америка, имам огромно искуство, значи и во бизнис, и во спорт и секако. Знам дека мораме ние да имаме референдум и законот да се промене итно, обврзувачки и за сите капитални проекти. Мора народот да одлучува на референдум, бидејќи на овие претеници 120 ние не му веруваме како народ. Покрај тоа што некој од нив се покажува, еве, као наводно тие се борат за народот, сите тоа го кажуваат, но поготово некој од нив кажува дека тие се патриоти, дека сакаат да спасат Македонија, името ќе го вратат, ќе го избркаат НАТО и така натаму. Тоа е илузија. Народот ќе одлучи дали ќе се менува името, дали ќе НАТО ќе остане или не. Али тоа е процес кој што е многу комплициран и треба вистината да се каже на граѓаните. А не само да се излези јас во секундата со писмо и со такви работи. Исто гледаме каква манипулација се врши од Максим Димитриевски. Човек кој што преку 20 години во СДС сега го промена адресо, отвори партија и замислите сега се појавува спасител. Добро, такви мали партии обично се појавуваат од луѓе кои што биле во поголемите. Сигурно и партии. Но јас тоа што го викам сака да влезе во трлото народот кај што е. Овците, јас ги викам овците, кога ќе ги оставиш на некој волк, ќе ги изеде. Но народот не е овца, народот е паметен. Значи, народот знае што прави, народот гледа. Само народот во овој момент мора да одлучи, се разбира на овие избори, на 8 мај, на кого ќе му даде довербата, и довербата ние секош велиме треба да се даде на честна политичка партија, а не на манипуланти како што ги спомнав. И автоматски демократи се тука единствена честна партија кој што ние, јас како преседател, кој што живеел во Америка, како човек, бизнисмен, спортиста и другите луѓе што ги имаме демократи, имаме чиста кристална позадина. Максим е 25 години со Бранко, со Заев, допринесе да се промени името на Македонија и сите други работи која СДС беше на власт, се крадеше, се пустеше, па беше 4 години градоначалник преку нив, па некои финти се прават, веќе не можеш да му се верува на тој човек, не знае што се спрема. Во Бугарија оди изигрува, некој си лаже, македонски патриот, тој немал шахтите, македонец, ќе си е македонец, Гоце е македонец, па сите тоа го знаеме. Добро, Минуски, дали ги поднесовте до Државната изборна комисија листите, затоа што ви ги имавте најавено претходно? Дали ги поднесовте, што се случува, до каде целиот процес? Па видите, ги поднесовме за 6 изборни единици, не повика, требаше во шестката да се промени човек кој што имаше некоја грешка таму во документите, ние тоа го направивме, настапуваме во 6 изборни единици и денес ќе има влечење на броевите, па прашува во ДИК, не знае точно кога ќе биде, ќе гледам да дознам, да одиме таму, да ја представуваме партијата Демократи и да видиме кој број ќе бидеме. Значи, настапуваме во 6 изборни единици. Се соочувате ли со пречки кога станува збор за изборите општо, затоа што не сте тазе кандидати бевте на минатите избори? Па ќе ви кажам, настапивме на парламентарните избори од 2020, настапивме 21 на локалните.
Видите, се случува не, туку многу се случува. Пример, не информира воопшто како партија преку имейл или преку телефон дека треба да одиме на тој состанок каде што се делат билбордите. После тоа, ако си заврши се, кога кажа негде слушнав на телевизија или друг ми кажа, па вие не дојдовте там. Па вие треба да не информирате. Пример како за денес, се зборуваме. Јас треба да знам во колку часот денес ќе биде за да пуштам некој представник или јас додам со некој луѓе од партијата, затоа што сакам да присуствувам. Се случуваат пречки невидени, нормално. Работев со луѓе од ДИК, во конкретниот случај за документите, ФРБ, овие избори не можам да се пожелам и дури ни помогнаа во објаснувањето, но еве конкретниот случај кога ти не знаеш кога, во кој ден се делат билбордите. Ако не си таму, тогаш другите што се партии ќе ти ги земат тие билборди. И друга работа што е проблема, тоа е нормално промена на изборниот законник, што ние го викаме ко демократи, криминален изборен законник. Треба да се променат многу работи, да спомнам само на брзина сега, една изборна единица. Така, ќе разговараме за една добро, изборна единица. Имам неколку прашања во врска со тоа, затоа што сите партии практично велат дека се залагаат за тоа. Зошто не се кандидиравте, зошто немавте кандидат за председател? Па немавме затоа што за две работи немавме кандидат. Првата работа сакавме да се фокусираме на парламентарните избори, да ги потрошиме нашите финансиски ресурси и се разбира луѓето, бидејќи тоа е голема кампања да се води. Ние како партија немаме во изобилство пари, нас олигарси не финансираат како одредени партии што се финансирани. Ние добиваме некој динар од буџетот од државата, тоа е минимално нешто, и јас лично или некои други луѓе што спонзорираме, финансираме како донатори, да кажам, и сметавме друга работа што многу не револтира е законот за председателски избори, бара за 14 дена да собериш 10.000 потписи. Поентата е, ако ние сакавме пред 6 месеци, 5 месеци ќе почнеме и ќе соберем. Но тоа не е најважно. Најважно е дека во Македонија има многу партии што се регистрирани, повеќето 99% влегуваат во коалиција со овие злосторнички здруженија што викаме злото на Македонија, СДС, ДПМН, ДУИ, личен корис. Во конкретниот случај имавме понуда од ДПМН, ја одбивме, разговаравме на таа тема. Ние сакаме со нив да разговараме кога ќе се сретниме за промена на закони, за развој на економијата, на образованието. Таму се разговара колку директорски места, колку министерски, во тој стил, ние ќе држиме законодавната власт, вие извршната, тука се директорите и така натаму. Тоа не го сакаме ние како луѓе пред се, ние сакаме во собрание да влеземе, демократи да бидат во собрание, сопратеници, затоа таа шароликост треба тој мозаик да постои. Не може само 2-3 партии, 4 да бидат во собрание. Значи, гледаме дека во изминатиот период имавме многу партии кои што се обидоа сами, многу мал дел од нив влегува. Видите, ние веќе ова ни е 6-та година. Значи, ние работиме на терен, работиме преку социјални мрежи како вашата А1Он, работиме каде што ќе не примат, благодарение на ТВ24, таму сме добродојдени, повеќето ни имаат блокирано тотално од националните телевизии, па и некои локални, ТВ-тера во Битола, секој сме добродојдени и некои други медиуми, се разбира. Значи, ние мораме да ја градиме нашата партија демократи еден ден да биде најмоćна партија. И верувам, и знам, и сигурен сум. И моите членови се сигурни, а и народот дека еден ден ќе имаме моćна политичка партија, субјект, кој што секојаш ја кажува вистината, се бори за правда, демократија, за подобар живот, за функционална држава, правна држава, се разбира. Но најважно што еден ден ние ќе имаме 80 пратеници. Зошто? Затоа што овие злосторници од која да е партија се здружуваат само за да дојдат до буџетот на Република Македонија, да дојдат до буџетот на народот, за да го празнат. Ова година беше 5 милиарди и 500 милиони евра, многу пари се тоа во прашање, на место ние како демократи, се разбира, велиме дека некој мора ова да го спречи. Оваа плячка, просто кажано, од нас, на место да се градат болници, фабрики,
образование, да се плаќаат професорите и учителите повеќе и сите што работат, се разбира, во администрацијата. Наместо да се намали администрацијата, да се градат фабрики и производствени погони, таму треба да се бара вработувањето, каде што ќе вработиме стотици илјади луѓе со високи плати, минимална плата 1000 евра. Да не зборувам, здравството ни е... Тоа ми беше следно прашање, која е програмата која што ќе понудите пред граѓаните? Знам дека е рано да се објави, но еве може да кажете дел од програмата. Па се разбира, не можам да за кратов период. Па еве би спомнал кога завршив нешто со здравството. Во здравството ние сакаме, ќе спомнам неколку работи. Значи, прво инфраструктурата. Не може во Скопје да се гради еден мамутски клинички центар од 500, 600, 700 милиарди, додека тој се изгради, не знам ни дали ќе се изгради, еден ден ќе не кошта преко милиарда. Во Македонија мора да изградиме 12 пример помали современи клинички центри низ повеќе градови. И во Скопје минимум да имаме 3 на различни локации. Не може некој од село Драчево или не знам тамо од подалеку да ви доаѓа ако го биде тој клинички како што се размислуваше негде Сарај или обратно луѓето од Сарај да ви доаѓаат негде Драчево, Зеленикови и така натаму. Значи тоа мораме, значи таа инфраструктура без тоа нема напредок. Не смеат граѓаните од Македонија да доаѓаат сите да се лечат во Скопје, настанува хаос, луѓето се болни, никој ги нема прашано како му е, колку му е тешко да патуваш од Битола, Гевгелија, Струга, не е битно од каде. И ние за тоа се бориме да имаме стварно во овие градови поголеми, современи, помали клинички центри каде што ќе се лечат нашите луѓе. Се разбира, второ е да ги плаќаме, значи медицинскиот персонал. Ние денес ако платите се толку треба да се зголемат одма, не 2000, 3000 како синдикатот. Тие синдикатите здравствени се катастрофа. Не му мислат добро на лекарите и здравствените работници. Ние велиме да се зголемат 100% и повеќе. Значи, за да не ни бегаат надвор од државата, значи да се плаќа тој медицински персонал со високи плати, а некои од врвни стручњаци како лекари и медицински сестри и лаборанти и кои да е, тие да имаат неограничени примења. Ако некој хирург прави 5 операции и спасува човечки животи во дено, нека зема и 10 и 15 илјади евра и повеќе. Значи, нашата приказна... Издржи ли буџетот тоа? Ќе го издржи, сигурно ќе го издржи, само да довршам и ќе ви кажам како ќе го издржи. Исто така сакаме ние како држава, значи ако кога ќе бидеме, не ако, кога ќе бидеме, ние ќе менаџираме со државата, значи во владата, во собрание, ќе се избориме да имаме државна веледрогерија. За да може таа веледрогерија државна да работи без профит. Ќе се вработат луѓе, дали 1000, 500, 2000, не е тоа битно. Битно луѓето ќе си земат високи плати и секогаш да имаме, значи, поевтини цени, да правиме конкуренција на приватните веледрогери, да имаме лекови минимум за 6 година дена. Не може 135.000 диабетичари, од кои 35.000 земат инсулин. Татко ми беше еден ондив и јас се враќам од Америка и во еден момент. Викам, шо е проблемот со здравјето, се треси овона, па вика 2 недели немам инсулин, примерно. Значи, ние имаме луѓе што ни умираат секој ден. Не постои држава во светот што треба да ги остави своите болни да немат лекови. Тендерот не бил склучен, па не знам што, па каснеле тендерите, па набавка така. Не, затоа ни треба државна веледрогерија, го кажувам во склопот на медицината. Се разбира, нас ни треба сите државни установи, денес болници се претворени во мртовечници, ние сите тие што можеме треба да ги реновираме. Најсовремена опрема, најсовремени лекови се разбира. Не да имаме лекови пред 15-20 години, а имаме лекови денес најсовремени кои што може да спасе човечки живот. Тоа мора да се набавува и исто така покрај опремата што кажав, мораме, значи ние да знаеме дека во помалите општини, селските општини мора да имаат амбуланти 24 часа што ќе работат и тука да имаат повеќе специализирани лекари. Не е еден лекар општ, па отишол дома на, ми кажуваат луѓето по селата, поготово, по малите општини, па вика, не, пример Радовиш, ми вика еден има навечер тамо и тој ќе оди на домашна нега, па го чекаме 50 души за ако е некој Добро, треба да тргнеме и од општините од Скопје, затоа што кисела вода нема, например. Нормално, ние зборуваме за малите, а замислете кога Скопје нема, тогаш нормално нема ништо за малите, се знае што треба да направиме. Скопје има повеќе општини, затоа реков во Скопје 3 треба да има минимум
а треба можда и 4-5, значи современи клинички центри, како што е центар, па нека има вамо према Кисела вода аеродром, па други нека биде и према Сарај. Нема ние што да трчаме 500, 600, 700 илјади луѓе, плюс ни доаѓаат од други општини, да не зборувам надвор од државата, тоа да го направиме. Како ова ќе го финансираме? Јас сум дипломиран економиста, во Америка работев 30 нешто години, имав 2 компании за производство на филмови во Холивуд. Понекогаш кога ги снимам филмовите, морав да работам со 300 до 400 луѓе, вклучувајќи и актери, и посада и така натаму, финансиери и така. Значи, ако сакаш да работиш прво, ги намалуваш трошоците. Почнуваш од јавната администрација и ја намалуваш. Денес имаме пример 150 до 200 илјади, никој точно не знае. Треба да се намали пример на 30 илјади. Нема тие луѓе да се испуштат истиот ден, како си се пензионират, ако нема потреба за некој да се замени, се трга. Ако има потреба, ќе бараме стручек на негово место. Од друга страна, ќе намали со самото пензионирање. Второ, ќе почнеме и ние како демократи планираме покрај трошоците во јавната администрација да се намалат трошоците за возниот парк, за репрезентации, што викам јас, луѓето одат, трошат огромна сума на пари за репрезентација. Еден градоначалник, пример ќе кажам, титула, нема тој право кога ќе му текни кога да части некого ручеци и така натаму. Значи се знае, треба да се знае точно стрикно кога некој ќе троши пари на кој, дали се странски делегати или тоа треба да постои во закон. Значи да не можеш да трошиш пари како ќе ти текне. Тоа е еден дел. Значи имаме и други места кај што може да се скратат трошоците. Јас влегувам во државни установи, поготово пример сега како што отидов во ДИК. Знаете, на Нова Македонија зградата 15-16 спрата пелуѓе таму. Во некои од тие простори не само кај ДИК, воопшто зборум. Па тоа е таму плева. Во една соба 10-15 бира или помалце поќе и тоа е хаос. Значи натрупано од политичките криминални вработувања. Јас ги викам политички криминални вработувања. Тоа се тоа. Кога некој ти ќе вработиш не по основа на квалитет и стручност, го вработуваш по основа на политички мотиви. Значи ти тогаш е тоа политичко криминално вработување и тоа треба да се искорени. Ние како партии, независно дали имаме 80-90 пратеници, помалце повеќе, не можеме да добиваме директорски места. Тоа треба да се укини. Нема директорски места, може само министерски места да си воспостави, се разбира, да си ставиш луѓето. Директорски ќе се бираат и вработените во јавните фирми ќе се бираат на основа на оглас по квалитет, стручност. Тоа се знае. Значи ние тоа сакаме да го искорениме, а сега овие партии што влегаат со ДПМН или СДС влегуваат за тие, ајде да не речем некој безобразен збор, за скапани директорски места ја продаваат Македонија. Тие се предавници на свој начин, бидејќи ти му викаш дај да направиме мојкен блок, фронт за спас на Македонија, не сака. И се е таа игра валкана, затоа јас ги викам лажни македонски патриоти и вадиме серија по социјалните мрежи на лажните македонски патриоти и према наш, како размислуваме, правиме видео од пола минута до минута за сите овие луѓе што ги спомнав и нека си знае народот дека утре кој ќе одат да гласат, да знаат пред време за кого гласат. Добре, споменавте и самиот дека живеевте долго време во Соединетите Американски држави. Можеме ли да очекуваме, еве барам од вас, некој нов вид на кампања, некој амерички вид на кампања? Па можам тоа да го кажам, само да го докажам ова што требаше. Значи, вработувањата ќе се обезбедуваат единствено во Македонија преку градење на фирми, фабрики, производствени погони, развивање на туризмот, земјоделието. Ние како демократи предлагаме и сакаме тоа да се оствари и ќе се бориме за тоа. Кој ќе бидеме во можност, се разбира, овие нема да го направат, независно кој колку се пратеници ќе освои. 2 милиарди евра од буџетот мора наредни 10 години да се одделува во стопанството за овие капитални проекти. Тоа сакав да кажам, а кампања, ние водиме таква кампања, веќе во поглед ние 4-5 години 6 сме на политичката сцена, ја кажуваме секојаш вистината. Америка ми се допаѓа Западот што пример народот сака да ја кажуваш вистината и независно дали од твоја партија или друга осети дека го лажиш, тие ќе гласат за другата партија или третата или петата.
Значи, ние кажуваме вистината и секогаш сме на страната на народот, на доброто, не на злото. Злото знаеме кој е, ние сме луѓе кои што, јас како сценарист, директор, режи и како сакаш кажеш финансиер во Холивуд, гледам таква кампања да водиме кога веќе зборуваме како да се направи. Но секогаш преку таа кампања никогаш не го лажеме народот и нема да го лажеме народот. Не сме како ние ветуваме, Македонија горда и уште некакви пароли глупави ќе слушаме од овие партии. Гласајте за нас, па што, за кој за вас 33 години уништувавте, плачкавте државата, разнебитувавте. Не е само во прашање името. Патриот е човек што не краде. Знаете што речем премиерката 69-та година, Мајер од Израел? Рече, ние корупцијата треба да поистоветиме со предавство, па до 7 колено да му се суди. Не можеш ти ова држава да ја крадиш секојдневно и да велиш дека си ти патриот и да ти индиректно стануваш убиец. Некои политичари, политички структури што се вездосторнички, тие презедоа улогата на како мафијаши, како убици. Зошто се убици индиректно? Затоа што ги крадат парите, да нема пари за инвестирање во здравството. Имаме катастрофални болници, мртовечици. Немаме лекови, гледавте што ни се случи со онкологија и тоа се случува во други оддели, ма уште тоа наводно не е откриено. Гледам, имаме лекари, супер лекари, добри лекари, све, има една мала група на лекари кои што мито му земаат на сиромаштијата. Наместо да го лечи, тој пари му бара. Ако сакаш пари, излези на демонстрации со демократи, па да ги покачиме платите 2 пати, 3 пати, повеќе 200-300%, а не да бараш пари. Значи имаме невидена корупција таму, имаме помеѓу политичарите и имаме во судството невидена корупција. Да, тоа ми бе следните прашања. Судството и корупцијата. Имаме голема корупција, државата како може да се справи според вас со оваа корупција и како може да се справи со судството? Еве, например, ние имавме кривичен законник со поголеми казни, си ги намаливме казните. Па види, во судството владе тешка корупција кај одредена група на суди и тука можам да спомнам јавното обвинителство, но зборуваме сега за судите. Тоа не се многу, доволно се за да доведат да го направат судството да биде корумпирано. Има многу честни суди. Ние тоа го знаеме, има суди кои што сака стварно да судат како треба, се неверојатно под притисок од овие злосторнички партии, да кажеме здружение. Значи како можеме? Единствено во собрание да се донеси закон, нормално со 80 пратеници, 81, за тоа ние ќе се залагаме, да се испуштат судите, да ги пуштиме дома, да донесиме закон да се почне од нула и да се направи ревизија на сите суди, на имањето, на богатството и како работеле, на сите предмети, зошто ги кријат предметите со години, зошто ги застаруваат, сега кажа се разбира во собрание пратениците, повеќето од нив се и криминални пратеници на свој начин, донесуваат, затоа велам криминални, донесуваат закони на штета на народот на Македонија. Донесуваат закони на штета на економијата, образованието, инфраструктурата, здравството и така натаму, животната средина. Значи, ние тоа можеме да ги распуштиме и да кажеме за 3 месеци 90 дена ќе меруваат сите предмети. Ние како граѓани на непосредни избори ќе ги избериме овој суди, да знаеме со биографија кој се шо се. Не може судија да биде никој со 2 дена, 3 дена и завршен некој судски испит, одма судија. Треба да има големо и богато искуство за да не ние видиме што тие правиле, колку се добри, дали се корумпирани. Значи, никогаш не се става некој на голема одговорна функција без биографија, без долго искуство и професионално, за да можеме ние да видиме. Ако вие гласате за мене за пратеник, јас сум доволно возрасен, имам богата биографија и прекрасна биографија да кажам. Но ако некој ставите 25-30 години, тој има помала биографија, не значи дека има лоша. Но затоа викам, ние така можеме да го направиме тоа и мораме да го направиме како што е направено во други земји, да не зборувам Сингапур или не знам каде, дека треба да бидеме стрикни и без милост. Истото и тоа треба да се направи во јавното обвинителство, а и се разбира во полицијата, каде што имаме одредена група на луѓе, има страшно прекрасни полицајци, инспектори, луѓе кои што ја водат полицијата, сакаат ова држава да одиме на прав пат
и нив ги повикувам да се борат против овој криминал, да се борат против нивните колеги криминалци кои што секојдневно земаат мито и се корумпирани до нема и каде, и што е најлошо во одсуството, најлошо невини луѓе страдаат, лежат по затвори, а тие што се виновни бидејќи имаат многу пари, конкретно случај гледаме што ни се случи со Камчев, со Сашо Мјелков, со другите осудени вако, осудени така, се манипулира, па домашни притвори, да не ги спомнувам катици, матици и глупости тие. Значи, ние фактички што правиме, дозволуваме да застарува делата и најстрашно што е во собранието на место, ние предлагаме да се донеси закон за да се зголемат казните, значи кривичниот законник да ги зголемува казните, не да ги намалува од 10 на 3 години и да му застарува делата, и најстрашно и најболно за нас граѓаните, кога некој знаеш украл милиони и милиарди и ги чува са парите бидејќи му застарува делот. Тие сега се газди, шефови и така натаму мафијаши се тие, ама тие се сега веќе газди. Не, ние тоа ќе промениме. Ние како демократи ќе бараме, значи буквално кога кажеме ова, да се донеси итно закон за потекло на имото, конфискува све што е украдено, да се донеси потекло на имото од 1991 на сите функционери, политичари, да се прочешла независно починале, не починале, имаат наследници, да се прочешла на секој граѓанин кој што сумњаме дека ние тој е влезен во некој кражби, дубиози и така натаму, што има некое богатство што ѓало не може да го објасни од каде му е. Така да ние се бориме. Многу мина без имот би останале тогаш. Нека останат без имот, ќе се врати на народот, ќе се врати на нас честните. Јас затоа ги повикувам секојаш честните македонци, албанци, турци, власи, роми, бошњаци, Срби и сите македонски граѓани кои што живеат во оваа држава да се обединиме во овој фронт, што го викаме ние фронт за спас на Македонија, да се обединиме во демократи и една за секојаш да му ставиме крај на ова зло што го викаме ние корупција, ама не корупцијата е уште пострашна кога политичките криминалци, кои што јас ги викам, и треба во законот да се внеси дека постои политички криминал, зборот политички криминал, да се третира како така, а не се бави со корупција. Така некако тоа нежно, корупција. Секој може наводно да се бави, да се донесе закон една за секогаш, значи да имаме доживотни казни и смртни казни. За сите што ја плачкаат Македонија и што го плачкаат овој народ. Значи зборувам за луѓе што крадат огромна сума на пари, па нека му мислат. Затоа што ако некој сака многу да краде, па нека скапи по затвори или нека се осуди. Затоа што вчера имавме случај, тоа го објавив на Фејсбук, дека најбогатата жена во Виетнам е осудена на смрт затоа што била во една банка, доделила на 2.500 клиенти пари, оштетила државата, штедачите со 27 милиарди долари и осудија на смрт. И Америка има смртна казна, Соединетите американски држави и во други држави. Да, во Европа нема, ама во Европа сега да објаснам за гледачите, оти одма ќе се фатат, па нема. Побрзо отидел да преминеме. Нема проблем да објаснам дека во Европа нема, затоа што европските држави се не се толку криминализирани. Овде хаос владе и мора да почнеме така за да ги казнуваме луѓето да се исплашат да не го прават тоа. Ајде една изборна единица да ја споменавме и предходно. Имаше ветување од СДСМ, не се оствари, има сега ветување од ВМРО ДПМН. Мислите ли дека некогаш Македонија ќе биде една изборна единица и дали мислите дека 120 пратеници се многу или доволно за Македонија? Видите, додека се на власт злото, ДПМН, СДС и со нивните коалициони полтрончина и другите кои што изагруваат, одат самостолно, а самостолни се и независни наводно, после ќе му се приклучат, се разбира, да формираат влада за своји лични интереси, нема да се оствари тоа, бидејќи во нивен интерес е вака да биде. Тие донесоа закон да има 6 изборни единици, парите што се делат 97% тие ги добиваат, ние кои што немаме пратеници ги делиме помеѓу нас 3%, зборувам за избори, зборувам исто и за преку годината, ние добиваме тронки, тие добиваат милиони. Друго, нема да се оствари, бидејќи не е во нивен интерес. Ако тоа се оствари, ако имаме една изборна единица за што како демократи се залагаме, отворени листи да се гласа за квалитет, за стручнак, за човек, а не јас таму да заокружувам, вика гласајте за демократи за број 15.
И што таму 20 луѓе можеш секакви да ставиш. Можеш криминалци да ставиш, луѓе што не се вредни, можеш се и се што да ставиш. Све тоа поминува. Значи треба да бидам јас да го барам тој човек и да заокружам, да кажам тој и тој ваква биографија. Јас ќе си прочитам, ќе си дознам, тој ќе си промовира со текот на време, на години и јас заокружувам. И 120 пратеници се премногу. Затоа што ние предлагаме 27 пратеници. Ова е многу мала држава. Америка, ќе кажам, има 100 сенатори. Тие се најмоćни. 100 сенатори на 350 милиони. Тие одлучуваат. Има куќа на, што ја викаме, на репрезентатори од цела Америка, околу 400 и нешто, ама тие предлагаат нешто, Сенатот одлучува 100 сенатори. Како ќе одлучат, така ќе биде. И тука нормално игра голема улога председателот, ако дојди до 50-50, тогаш тој гласа и така се донесува некој закон. Но кај нас треба да се намалат, се разбира, и што е многу важно, ние треба да го промениме криминалниот изборен законник во контекст на ова, само така ќе успееме да има една изборна единица, отворен листи, без праг, подеднаква распределба на финансите и време траење по медиумите кога имаме избори и во текот на годините. Не може една партија да зема 2 милиони, а ние да земаме 50.000 евро од буџетот. И од друга страна, бидејќи сме немале пратеници, а од друга страна, што е уште пострашно и поопасно, треба да се спречат криминалните избори. Ова све да го оствариме, една изборна единица, све пак ќе се случуваат. Ние мора да поставиме камери на секој избирачко место. 3480 избирачки места, како што знам дека има во Македонија, се поставуваат камерите горе и се гледа од 6 сато се бајле кој ќе се постави кутијата празна, од 19 часот се затвара, се бројат, се покажува на камерата. Си има прекрасна денес технологија, имаме моćни фирми во светот кои што не можеш да и подкупиш. И не можеш кабело да му го сечеш, ќе има обезбедување како треба све, така да хекери не може да влезат и да му ја завршиме работата. И тогаш не е битно кој колку ќе добие, народот ќе добие за тоа што гласал. И секогаш што викаат, народот е во право. Но ние како народ веќе почнавме да се освестуваме, сваќаме дека со овие злосторнички здруженија напред не одиме, само пропаѓаме. Нашите деца заминаа во странство, државата пропаѓа. Македонија без млади нема иднина. Па ни без возрастни стручни кадри. Ние денес не можеме да најдеме водовоđија, нема лекари, нема медицински сестри. Кој нас ќе не лечи? Најопасно е да немаш во една држава здравство, а да не зборувам за образование. Значи, имаме купени дипломи, имаме колку сакаш приватни факултет. Тоа све измислено е за некој да добива пари и за наводно некој од, ќе кажам слободно, од некој од овие што се злосторнички, не викам пак политички партии, злосторнички партии кои што владеат 33 години, дозволи овој закон да се протни за нивните неучени луѓе што биле порано лепачи на плакати да добијат дипломи и да не само диплома на факултет, да добие магистер, па докторски науки, па да ги запоседнат факултетите и така да ја контролираат Македонија и да ни ја окупираат и ние имаат окупирано. За жал Македонија е под окупација на овие злосторнички здруженија и ние живееме во модерно робство. Затоа народот треба да стане и да се освести, да каже доста гласаме за истите, кои што животот ни го уништија, ни ги избркаја фамилите, поточно извинете, не ги избркаја децата, не ги уништија фамилите и све друго што е во Македонија, почнувајќи од економија, завршувајќи до инфраструктура и живот на средниот пат. Знаете дека Скопје, Битола, Тетово, поголемите градови секојдневно дишеме отровен воздух, да не зборувам за сообраќај хаос, да не зборувам за паркинзи, тоа е смешно, да не зборувам за улици искршени и сегде расфрлено ѓубре. Нашите Да, свесни сме дека тоа се случува во Македонија веќе со години. Огненовски, јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето овде во А1 и ви посакувам успех на изборите. Благодарам многу што ме поканивте и само сакам да ја поздравам публиката што не гледа, да ги поздравам граѓаните на Македонија, да си ја поздравам мојата убава Македонија, да им посакам и да им кажам дека во иднина ќе имаме подобар живот, се разбира ако направат правилна одлука, а правилна единствена одлука е да гласат за честна партија, за честни луѓе, а тоа се демократи. Да ви благодарам уште еднаш, вам почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте.